Болните од аутизам мора да бидат третирани и прифатени во општеството како и сите останати граѓани. Овие лица мора да добијат подобар третман и лекување за да можат полесно да се интегрираат во општеството. Еден од најголемите проблеми е тоа што во Македонија нема рана дијагностика на оваа болест и токму поради тоа не може да се почне со навремен третман. Не само што се соочуваат со влегување нели во нормалните, условно кажано, регуларните градинки и училишта, се соочуваат и со проблеми што немаме рана дијагностика во Македонија. Бидејќи немаме рана дијагностика во Република Македонија, не можеме да почнеме со ран третман. Инаку во светски рамки аутизмот се детектира некаде помеѓу 18-тиот и 24-тиот месец од раѓањето на детето, со што веќе раниот третман почнува некаде со 3 годишна возраст. Колку порано се започне со третман на овие дечиња, толкави се поголеми резултатите за да, условно кажано, кога би требало да тргне на училиште на 7 годишна возраст, речи се е интегриран во општеството, без разлика кај некои дечиња повеќе се интегрирани, некои помалку, без разлика од тоа можат да посетуваат настава со некој дефектолог кој што би им помогнал за полесно да ги совладаат материите и единствена цел на наше воздружение беше да се подигне таа свест, да се започне во Македонија со рана дијагноза, да се врши обука на педиатрите, да се врши обука на дефектолози, на логопеди, на секаков тип на терапевти и стручни лица кои што работат за да се помогне на овие дечиња да дојдат, нели, да може да се интегрираат и полесно да им биде и на нив и на нивните родители. Недостатокот на соодветна едукација на дефектолозите и недоволен број на стручни лица секако е проблем. Сепак, како што изјави министерот за образование и наука Панче Кралев, ресорното министерство стои на располагање на здруженијето за да со една заедничка соработка го пронајдат најдоброто решение и начин на дообука на стручните лица. Тоа е една од точките кои веќе го разговаравме и со здруженијето и кој беше истакнато како еден проблем. Ние како министерство стоиме на располагање за што станува збор за доста специфична обука која е потребна за овој кадар, да дефинираме начини како можеме да ги дообучиме во следниот период дефектолозите да се справат со реалните потреби кои се соочуваат за интегрирање на овие деца. Така што верувам дека во тесна соработка со нив ќе можеме да дефинираме и конкретни обуки како да излеземе во пресред на барањата на овие деца. Според странските искуства, односно информации од Европската асоциација во странство при лекување на оваа болест, се повеќе се користат животните. Токму поради тоа, денеска во зоолошката градина во Скопје се одржа хепенинг. Причината што се ова се случува во зоолошката градина е тоа што ние како зоолошка градина поседуваме одредени информации од Европската асоциација дека во странство се повеќе и повеќе лекувањето на овој вид на болест кај децата се повеќе се работи со помош на животните, значи контактот меѓу децата заболени од аутизам и животните дава голем резултат и така заедно во соработка со ова здружение дојдовме до идеја да го изорганизираме овој настан и да го испромовираме новиот начин. Се надеваме дека со помош на Министерството за образование и владата на Република Македонија со вработување на стручен кадар, едуциран кадар од оваа сфера, дека на овој начин ќе помогнеме да таа приказка биде доста успешна. Еден од проблемите е тоа што во Македонија се уште јавно не се зборува за аутизмот и раното дијагностицирање, а секако проблем представува и што се изедначува со ментална ретардација. Проблемите главно се во тоа што во Македонија уште јавно не се зборува за аутизам, пред се дијагностицирањето на рано дијагностицирање за аутизмот како проблем на современото време, мислам, во сите држави, и што на тоа се гледа како еден проблем што децата го имаат и се заедначува со проблемот на ментална ретардација, што не е случај со децава со аутизам.